ЗАЕФ и натаму размислува за брзи избори во период кога Македонија се уште е број ново заразени и починати од корона. Со коалицијските партнери се договориле дека изборите треба да се одржат на средината на јуни. Во јули, според лидерот на СДСМ, ќе било многу топло за гласање. Со ваков став ќе одат и на лидерската средба Кепендаровски во вторник. Зошто 14 јуни, кога зборуваме како став на коалицијата за средината на јуни, заради тоа што вонредната состојба завршува на 16, а никој не знае дали ќе има препораки од здравствените комисии за вонредната состојба. Ако има, секако соодветно на недели треба тоа да се продолжува. Веќе 30 дена, според мене не, ама може здравствената комисија каже не 30, може и повеќе. Тоа е нивна работа и треба да ги почитуваме. Но не е добро да одиме на 40 степени температура кога улиците по Скопје и по цела Македонија се празни, луѓето ако не се надвор од државата на одмор ќе бидат на првиот на првата полјана. Ова е спротивно на размислувањата на опозицијата и бројни експерти кои посочуваат дека не може да се гарантира регуларен изборен процес во време на COVID-19. Се шпекулираше дека власта инсистира на јуни пред да се почувствуваат пред се негативните економски ефекти од коронавирусот. И председателот на ДИК Дерковски за Алфа рече дека најоптимистички е да се размислува за избори во јули. Дури техничкиот премиер Спасовски не е убеден дека во јуни треба да има избори. Јас не знам дали е идеално време јуни за да се одржат изборите, меѓутоа мислам дека најавите дека е можно да се врати уште еднаш оваа криза не после септември, мислам дека е неопходно да се одржат што е можно побрзо тие парламентарни избори, имајќи во предвид дека на државата се потребни навистина функционални институции кои што ќе можат да носат одлуки за сите прашања кои што се од интерес на граѓаните. Венецијанската комисија пак смета дека избори треба да има 60 дена по завршувањето на вонредната состојба. Од наблюдувачката мисија на ОПСЕ и ОДИХР за Алфа потврдија дека за нив е важна излезноста на изборите. Токму ниската излезност се јавува како потенцијална опасност за изборниот процес. Тоа беше случај и во други земји. Францускиот амбасадор Тимоние за Алфа рече дека поради ниската излезност во време на пандемија во првиот круг, Франција размислува да го одложи вториот круг од локалните избори.